Четворицата киндапирани и убиени македонци од војниот конфликт во 2001 година од село Непроштено добија свое спомен обележје во нивното родно село. На денешен ден пред 13 години Стојан Михајловски беше свирел побиен во сопствениот дом, а телата на киндапираните Крсто Гоговски, Михајловски Цветко и Михајловски Васко се уште не се пронајдени. Со автентичното толкување на законот за амнестија, надлежните ја запреа истрагата за пронаоѓање на сите 12 киндапирани македонци. Нивните семејства бараат укинување на овој закон и повторно поведување на истражна постапка. Додека не се казнат виновниците, навистина не знам за какво помирување може да збориме кога не знаеме ни каде се закопани, не можеме да ја погребаме, достојно да им оддадеме почит, да се смират и нивните па и нашите души. Додека тоа не се случи, дефинитивно нема да има помирување на национално ниво, колку тоа е да е желба и наша желба можеби, но додека тоа не се реши нема да има национално помирување. Семејствата на киндапираните македонци велат дека за разлика од кај нас, во земјите од поранешна Југославија, интензивно се работи на откривање на исчезнатите лица од војните. Спомен обележјето е единственото место каде засега можеме да одадеме почит на нашите најблиски, кои ги загубија животите во војниот конфликт. И ова представува чин што немаме гроб за тие 12 киднапирани, че доаѓаме на ова спомен обележје и што се вика и свеќа можеме да запалиме, али за жал што свеќа треба да се запали на гробот на тие киднапирани лица, а не на ова спомен обележје. Букети свежи цвеќиња на спомен обележјето положија семејствата на киндапираните, Сдружение на граѓани, представници на политички партии. Јас сум Ѓорѓе Доцев, председател на Советот на ветераните на Република Македонија. Веќе неколку години обстојуваме на сите невреми, на сите небитие што се збивале во историјата. Посебен впечаток и во срцето ми носи тага местото Непроштено, бидејќи ова место има во себе таквија сеќавања, изгоднувања што навистина биле тегобни за сите граѓани кои живееле во него, бидејќи душманите, тие кои што од секогаш дебнееле да стапат на убавата македонска земја, а посебно да стапат на местото каде што живееле македонците во село Непроштено и неговата околина. Не со нешто да им помогнат или да ги поддржат сите убави збивања што се одигрувале тука, туку напротив, со една единствена цел дошле да го уништат сето оно што значело македонско национално достоинство, што значело дека тука живеат македонците кои се борат и кои живеат за иднината на своите чеда и за убавината на својата мајка Македонија. Јас неколку пати имам доаѓано овде, а посебно последно пред ово збивање, благодарение на подпредседателот на Советот на ветерани Борче Биновски и Раско Богдановски, дојдов со нив и навистина сето оно што го видов, се уште си ја повторува својата убавина. И тука ги гледам македонците пак толку горди, толку весели, толку силни и толку решени да ги чуваат своите достоинства и да ги имаат во себе сите убавини што ги имале предците нивни, а посебно оние кои што загинале и кои што ги ограбиле, ги носеле, ги мачеле, ги уништувале. Но големата македонска гордост никогаш не обстојува на неправдите. Напротив, настојува да ги уништи душманите што ги прават тие неправди на македонците и на македонското население во Непроштено и целокупната негова околина. Ова представува едно сеќавање кое ние го тумачимо да ова сеќавање остане и понатаму, меѓутоа да не се понема више. Инаку, како што знаете, ова е подигнато во знак на киднапираните, кој ден денеска не знаеме во каква состојба и дали се живи. На денешниот настан беше присутен и подпредседателот на Собранието на Македонија Антонио Милошовски. Правдата еден ден
заслужено ќе ги стигне сите оние кои што предизвикаа злостор и кои што многу семејства фрлија во болка и во страдање. Да покажеме дека опстојот на македонците на овие простори е цврст и тежок, толку колку што е цврст и тежок овој камен поставен во спомен паркот во чест на оние кои што на нечесен начин и подмолен за осторнички начин денес не се меѓу нас. Ве поздравувам и јас имав толку да кажам, а овде сум дојден да ги поздравам и да ги слушам тие што имаат да кажат повеќе. Благодарам.